Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание во Самовистина. Вечерва во студиото се Тони Менкиновски и Лјупчо Зиков. Добре дојде за двајцата. Ке зборуваме се, разбира, за почеток она што беше најактуелно. Вчера се избра новиот реконструиран владин состав во една тензична атмосфера. Имаше малку кавга, барања за извинувања во собранието, не знам што све не се случуваше. Меѓутоа, ми се чини мојот впечаток е Зиков, сега исправиме ако грешам, дека никој повеќе не зборува денеска за тоа што ќе значат новите министри, новата реконструкција, сите зборат кој кого навредил, иако искрено во јавноста не слушнавме што биле навредиве, кој кого навредил и со што конкретно. Но сепак, што мислиш ти за новиот владин состав и за она што се случи синоќа? Па новиот владин состав се покри со тоа што се случи синоќа. Значи, во суштина дебатата требаше да биде скратена, убиена да биде дебатата, за да нема дебата. И така помина опозицијата. Излезе колку што знам, не го следев јас тоа, денеска што гледав. Значи, опозицијата излезе, според мене, легитимен потек. Значи, нема сега да се трпат навредите и некои ниски нивоа на обраќање реторика. Добро, премиерот се извини, ама... Па без разлика се извини без опозицијата. Опозицијата беше излезена, па потоа се извини. Денеска немаше изјава премиерот. Денеска СДСМ, например, имаше пресконференција, ама премиерот немаше изјава. Значи, што сакам да кажам, сега да не навлеземе и ние сега во тоа, треба овие веќе празни фори, што ги гледаме, јас ќе кажам, дури 35 години ги гледаме ние овие фори, али посебно ги гледаме последните добро, затоа оваа година 35 јубилејни славиме. Овие фори веќе се толку излитени, значи не се ни интересни за гледање, не се ни комични, ако некој сака комедија да прави, досадни се како такви, заради тоа што кога се ви е паднато во општеството, судство 2%, стандард паднат, плати ниски, безперспективност према Европска Унија, рейтингот на партиите сите, и власт и опозиција, и ВМРО и СДСМ е паднат. Значи, ако пред 2-3 месеци рейтингот на ВМРО беше 27%, сега е 24-3%, СДСМ па не се ни дигна многу споро, е 26-6,5-7 ли е, не знам сега, нека ме поправат гледачите. Значи, вие во едно такво мочуриште, кога го гледате и ова синоќа, значи, ја не знам кој гледа веќе собрание, кој слуша пресконференции. Сега тука е клучот. Да некаде е тоа штосот во суштина, да ја убијат дебатата за никој да не слуша, за да си поминуваат работи што треба да се поминуваат. Значи, и тоа сме го гледали низ летала и годините на назад. Знаете, да ми простите, сите такви, ајде да не употребам претежок збор, се случуваат во јули и август кај нас. Свето, кога се, зошто? Луѓето се во Грчка, во Охрид, не се интересираат за тоа, се интересираат како некој потрошачки кредит за туризам да земат, па после од септември да се чудат како ќе го враќаат. Значи, кога се така летаргични луѓе, тогаш се случуваат вакви работи. Значи, а верувајте, под житово се протнуваат други работи. Например, еве изборниот законник ви се протнува. Реконструкција на влада, им се дават лего коцки на 9 министри сега да си играат до предвремени избори. Сите знаат дека ќе има предвремени избори. Тогаш оваа реконструкција на влада е излишна, нема да трае ни една година, предпоставувам. Додека овие ги склопат лего коцките, пошто за нив се многу сложени овие лего коцки, нема да ги склопат, ќе додат предвремените избори. И си играме, во меѓувреме, вака нема да намалат доживља и некои наши премиер, министри и така натаму. Реториката ќе ја адаптираат на моментот. И вие имате кога сваќате имате едно ниско ниво, комплетно ниско ниво на политичка дебата. Убиена е секаква размисла и паметен збор. И затоа паѓаат рейтинзите. Ја не знам што на крајот они со своите трла ќе си излегуваат на избори, веројатно. Значи, колку има ВМРО, ќе си гласаат, ќе си победат, пошто опозицијското трло е помало. Заради тоа требаше да се отвори поголемата дебата, и со ова ќе завршам за да отвараме и друго прашање. Значи, требаше паралелно со ова, сега реконструкција нека си тера, тоа си е внатрешна работа на владата и на владичката коалиција на крајот на денот. Што па ние се остана ќе аплаудираме за тоа? Секој премиер има легитимно право да го смени тимот ако смета дека е подобро во таа работа. Но периодов избега една друга
крунска дебата што требаше тоа е законот, изборниот закон. Заради тоа што од ова Може да зборуваме за тоа само реченицата да ја кажам за да биде увертира, после тоа ќе се вратиме. Значи тоа требаше да биде главната дебата во Македонија и да се донесе нов изборен закон, заради тоа што сето тоа што се предлага да се направи, у смисла слободумни граѓани, интелектуалци, некои политички партии што предлагаат една изборна единица и отворени листи, тоа ќе го реши овој проблем. Да, добро, во ред. Господин Менкиновски, вие не сте дел од политиката, ја наблюдувате од далеку. Ваше мислење за тоа што очекувате во следниот период и околу тоа со промената во тимот на владата? Да, минатата недела читав една книга од професор Светомир Шкарич, и прекрасна книга, која ме врати во студентските денови, се вика Поглед однатре, и го опишува процесот кој се случува на правниот факултет, кој професор, како професор, значи добро Значи ви сте звања. приказна, така? Да, многу добра и препорачувам на гледачите да ја прочитаат. Поготово на ние од правната фела, бидејќи ќе се најдат, ја се врати во студентските денови, значи многу објективно, автентично опишани ситуации и во која, значи, без пардон се кажува значи, за корупцијата која владеела уште во 90-тите години, значи непотизмот и за така на факултетот или воопшто во на факултетот. И што сакам да кажам, значи тоа е она што сме посеале, сега жнееме. Значи правниот факултет онаков како што е, значи произвел кадри кои егрирале оваа политика години наназад. И очигледно дека тие кадри до своите функции стигнале на еден или на друг начин, но не со знаење и со значи и со труд. И сега ситуацијата во Македонија е таква каква што е од причина што она што го кажа господинот Зиков, она што го кажавме претходно и што го кажуваат многу други луѓе, значи нас ни е потребна една изборна единица и отворена листа. Нас ни се потребни авторитети во политиката. Моментално, она што се случува е тешка апатија. Луѓето не пратат политика. А има еден многу битен факт кој сите го занемаруваме. 30% од луѓето не излегуваат на избори. Значи, ако сега се владее со 25% од изборачкиот список, 30% воопшто не гледаат. И тука е бројката на неопределени, да. Значи, и тоа треба да се смени. Тоа е, мислам дека Агилер кога дојде во Македонија го побара како прва реформа, го побара од политичките партии да имаме една изборна единица и отворена листа. Оно што се, за жал, сите политички партии обединети е ова да не биде, бидејќи тогаш се руши делот, значи, на политиката, тогаш не можете вие кога имате авторитети во политиката, не можете да ги владеете и да ги сепак се тоа луѓе со интегритет, со знаење и не можете онака како што се разбавил лидерот Савајлето и по неговата политика, по значи култот на личноста се уништува. Добро, но сепак има и владина политика која се спроведува. Така е, но ние имаме ли контраргументи? Имаме ли спротивно мислење во Македонија? Јас во последниве, значи, години неам видено некое спротивно мислење, некој контраргумент, освен во вакви дебатни емисии во парламентот, каде што треба да биде агората, значи каде што треба да се зборува за тие контраргументи, каде што треба за да има политики да се збори, за судир, на знаење, на све, значи ние немаме никаква дебата. Имаме само кревање на раце. Да, деновиве слушнавме дека една опозицијска партија била маша според едните на поголемата опозицијска партија, според СДСМ дека биле маша на владата, мислам, да, во Многу ми е жал дека единствено работи. нашите политички партии се единствени во тој дел да нема една изборна единица и да нема отворена листа. Значи мислите дека се неискрени СДСМ и ВМРО, ДПМ некога била дека се за една изборна единица, бидејќи тоа го кажува. Па еве сега не можат да се договорат околу гласањето, односно начинот на диаспората, да. Прво терминот диаспора не е македонски, треба да го сменат. Семантички треба да биде иселеници. Ако добро, тие гласат и сега во ДКП-ата, значи сега беше дали да гласат електронски, односно потоа беше предлогот по пошта. Дека не е главно прашање, бидејќи ако сакаме демократија во Македонија, треба да го средиме изборниот процес. Клуч на демократијата е изборниот процес. Значи имаме 30% луѓе кои не излегуваат во Македонија. Тотално не се определуваат. Изборуваат дека немам за кого да гласам. Значи не зборуваме за партии, зборуваме за личности. Значи една изборна единица, меѓутоа за отворени листи никој не зборуваше со изменивање изборниот законник, меѓутоа до што го кажа евроамбасадор Дорот Рокас,
Мислам дека тој очекува, тоа денеска го кажа јавно, дека треба да се донесе до утре, да се постигне со неевропската... Една изборна единица и отворени листи, па да видиме Тоа кој... мислам дека нема да се постигне, но ова... Мислите дека нема да го донесат изборниот законник? Мислам дека нема да, може да има некоја промена во изборниот законник, ќе бидам многу изненаден ако се донесе, ако се промени во една изборна единица со отворени листи, стварно ќе бидам многу изненаден и ќе се извинам на јавноста вечерва што сум така скептик дека нема до тоа да дојде. Зошто? Прво, ако се сакаше да се направи тоа, според мене, тоа ќе се направише многу во раната фаза. Не зборува за една изборна единица, никој не ги спомна директно. Од никаде дојде ова со диаспората како кајла во целиот процес. Значи сега, нели, точно е дека диаспората гласа цело време. Но сега се бара како беше тоа, со писма, со не знам што, со... Има случаи во светот така, треба да се регулира тоа. Кога го барате вие тоа во 5 до 12, вие сакате во суштината да скриете нешто друго. И сега сите 10.000 амандмани на СДСМ, 13.000 и на Левица отидоа, в гротото амандмани отидоа за диаспората. Што се скри сега? Сега и СДСМ не сака отворени листи и една изборна. Декларативно вела дека се Левица дали сака и тогаш логично е дека има тука некаков тип на договор ВМРО да го предложи ова со диаспората за да они да го блокираат целиот процес. И ова е блокирано и ова е консензус. Вчера го гледав Александар како се презиваше од ВМРО ДПМН на една друга телевизија беше во тема на денот. Спасеновски, Александар Спасеновски. Професорот, нели, десно ориентиран, близок на ВМРО ДПМН. Многу стабилен, учен човек, сум го ценел од секојаш го следам. Меѓутоа вчера исфрли една теза дека сега ова го кажувам како пандан на ставот на ВМРО ДПМН за диаспората. Се тој кажува филозофијата на проблемот, објаснува, вели не ни треба на нас сега отворени листи и една изборна единица заради тоа што овој модел од 2002 година се покажал прекрасен, ги стабилизирал партиите и политичката сцена и не прави такви ломови во парламентот и нашата сцена и треба... Легитимно е да си мисли професорот така. Не, сега ја го коментирам и тоа е јавна личност. Може тој до вечер мене да ме коментира. Не е битно, се е дозволено. Сега дебатираме. Апсолутно, што ми јавно кажал, да. Значи, нас ни треба обратното. Не ни треба таа стабилност, тој тип на стабилност. Нас ни треба да паѓаат влади, да најдеме начин како ќе падне влада ако не биде. А не владата да стои 4 години и ништо да не прави. Не зборам за оваа влада само. Зборувате генерално, зборуваме за натаму, заради тоа што, од друга страна, кога ќе ги земете партиите како системи кои не се демократски во себе, во суштина еве гледате изборниот модел во Македонија, какви партии произведува. Тоа се деспот партии, кај што тебе лидерот си го прави тимот прв концентричен круг, четворица, втор, пет, трет, значи Зиков да заокружиме, 15 само да завршам. Дека воопшто ќе се договорат, а уште помалку за една изборна. Значи јас велам ако сега не помине ова избори треба народот ако за тука во оваа емисија реков минатиот пат. Народот ако за нешто треба да излезе на улица, не треба ни за Европска унија во оваа фаза, ни за ништо, ни за стандард, ни за тоа. Треба да излезе за промена на изборен модел. Само треба некој да го освести народот прво со кампања. Значи треба луѓето, граѓаните треба да излезат да побараат нов начин на избор на политичари во Македонија, тоа што рече пред малце. Апсолутно се согласувам. Само да се граѓаните некој треба да ги подигне во тој дел. Нема кој, ние не може да чекаме политичката елита сама на себе си да си пресуди во ова. Тоа им е услов, законот претпоставам дека ќе го решат тоа, мора да го решат. Вака сега, може од надвор притисок. Не го гледам тој притисок од надвор. Господинот Рокас што кажува, тој се надева дека нешто ќе се случи. А колку е тоа притисок од надвор, знаете зашто? Па добро, треба ли да го испратат извештај од Европската комисија? Тоа е... Не, меѓународната заедница многу пати до сега докажа дека на неа во суштина и на неа и се допаѓа овој изборен модел. Не се замара. Македонскиот? Да, зошто во Македонија македонскиот. Не се замараат они со други политичари. Господинот Мицковски е сега премиер, си го имаат Венко Филипче на другата страна како главна опозиција, па си има две албански партии,
квадро, нели не е биполарност, него е кватрополарност сега. Значи имаме две албански, две македонски партии. Се договараат четворица, имаме лидерски средби, дури тоа не се прави ни во парламент, ни во влада. Си одиш во клуб на пратеници, пиеш кафе, ручаш таму, си разговараш онака. Институционално се решаваат тие работи. И никој, јавноста е од тоа тргната на страна, воопшто не се замараат. И сега, знаете што? Зошто не одговара на ВМРО, например? Па ќе кажам зошто не одговара на СДСМ. Значи, кај ВМРО рейтингот, како што реков и преска, значи тоа евидентно паѓа на нивни анкети, не на независни анкети, на нивните паѓа. Значи, од 27, 26, 25, 24. Кога имаш 6 изборни единици како сега, ти имаш помалку или повеќе, ти правиш избори како во 6 држави, имаш како 6 посебни листи. И ти ги контролираш луѓето, тоа ти е кабинет од тебе партиски. И имаш ставаш тука луѓе и таму малку имаш семејно насилство, малку плаќање со пари и така натаму и тоа се бандажира состојбата. А на опозицијата? На опозицијата не ја одговара заради тоа што вас ви се појавува Игор Шема, така? Ви се појавува Игор Ивановски, ве молам сепак. Не, Игор Ивановски Шема. Сега тоа така го знаеме сите у Скопје. Сега се прашувам уште колку шеми ќе се појават ако има една изборна единица и отворени листи. Од тоа се плаши. Биди појасен, што сакаш да кажеш? Од тоа ќе се појават повеќе листи, не само една ваква сега што му се припојавува на Венко. Значи ова работа немам ништо против на различно мислење. Се плашат од такви ситуации, така? Они се плашат од такви ситуации, а јас велам обратното. И претпоставувам дека секој добронамерник би го кажувал обратното. Ќе го покажеме како лидери капацитетот, ќе ги имаме најдобрите луѓе околу нас. Апсолутно. Ако го покажеме капацитет, ние не можеме да се криеме сите лидери, и владините лидери, и опозицијските лидери да се криеме од клучни прашања, реформи во државата, да се плашиме дека некој ќе ни го земе местото таму кај што сме. Тоа сепак отворените листи е најдобра проверка за тоа кој политичар најмногу го сакаат граѓаните и тоа треба да им се даде како шанса. И сега тоа го имате во Хрватска, тоа го имате, мислам дека во Словенија. Пази, во Словенија победува овој претходниот, не Јанша сега, тој претходниот победи со 2 месеци партија, листа, гол. Значи, од нивното НЕПСО дојде, од нивното ЕСМ, мислам, од таму дојде, 2 месеци направи човекот една листа, со листата влезе, стана премиер. И ама покажа, тој не беше познат на јавноста политичка, тој излезе, покажа програма, ги донесе најдобрите луѓе околу себе. Тоа е поентата, а иначе овака за кого се еве на следните избори за кого ќе гласаме? За тие што ќе бидат партиите. Имате еден феномен, значи кој мораме да го кажеме 35 години сме во демократија, имате луѓе кои се по 20 години во парламентот, значи половина работен век, кои не станале воопшто да кажат нешто, не направиле ништо, а тие се нонстоп во парламентот. Сега, ние како даночни обврзници, зошто ги плаќаме тие луѓе? Тие се таму да мислат, да носат закони, да дадат спротивни мислења. Ние ниту знаеме дека се тие во парламентот. И тие вие ги круат политиките, вие круат иднината во Македонија. Тоа е страшно. Значи што се случува, ќе покажат партиите се сега на тест дали се баш за на вистина политиката и за психијатријата, значи така да. Ова е порака до лидерите, значи и опозицијскиот лидер треба да разбере и владиниот лидер тоа треба да го свари. И тие, значи треба да разберат дека треба да воспостават конкуренција во партијата. Не може вие да правите партија со тие што ќе ви текне на вас и што ќе си ги најблиските што ги имате внатре. Затоа полн легитимитет има и тие овие што се појавија во СДСМ со посебна група зад Игор Ивановски. Да, ќе се појават уиднина и други, и опозицијата треба да разбере и тоа дека треба да го пушти. Ова е порака до опозицијата, користам прилика сега тоа да го кажам, немам во какво. Добро, ќе ви одговорат секако. Значи, да, треба да размислат дали стратешки не е подобро да се пуштат повеќе сега правци во опозицијата, да не се бандажира просторот околу СДСМ само и околу левицата. И таму битката помеѓу нив е цврста, силна битка е. Па еве Скопје покажаш која е битката. Можеби стратешки треба да размислуваат на правец на тоа дека треба да отворат повеќе правци за повеќе луѓе, за процентот да се дигне на луѓе кои се абстинираат во моментот. И треба да се залепи. Еве ова е концепт, на пример, за политичка борба. Добро. Ако го нема во моментот. Тоа ќе биде предизвик и за власта, претпоставам да си. Уште нешто сакам тука да кажам. Да стави нови лица, кога се зборува за изборниот модел. Знаете дека во српскиот парламент, на пример, и во многу други парламенти постои квота за национални малцинства. Тоа е за кај нас како се вика заедници. Значи, сакам да го кажам и тоа.
кога ќе се прават уставни измени, како тоа се прави сега, можда уставни, можда моделот изборен, сега не знам, можда и во уставот треба нешто да се интервенира. Треба да се предвиди тоа. Не можете вие со уставните измени од 2001-2002 година, значи со рамковниот договор да фаворизирате една заедница, а другите заедници да ги оставате да ви бидат коалициони партнери на камионот што го правите за кој збориме до сега. Кој ги викаат пајтон коалиции. Сега знаете, имате две влашки партии. Па имате две српски партии, па имате не знам колку боšnjački. Добро, легитимно е да се имате водат, 4-5 ромски партии. Така, и сега сите тие вие создавате и тука конфронтации, значи немирно е во тој простор, а треба да компетитивноста, конкуренцијата помеѓу политичарите треба и во тие заедници да се измери и да се стави тие квоти во парламент да бидат. Треба да размислам. Не кажувам ништо напамет, тоа го има. Српскиот парламент го има. Да. Може само, да. Бидејќи ние имаме устав како што имаме дихотомија. Значи, судир на граѓански етнички, преамбулата ни етничка, а уставот ни е, содржината ни е граѓанска. И ние имаме проблем и потреба за промена на уставот. Имаме потреба од носење на устав, ако не сега, значи понатака, значи имаме потреба од носење на устав фактички од Петтата Македонска република. Значи како што ги има во Франција и во други земји каде што треба да се дефинираат многу работи, бидејќи ние во 2001 година направивме уставни измени со цел да ги интегрираме албанците во македонскиот систем. Значи, оваа држава е Македонија, ние македонците сме носители на суверенитетот, а етничките заедници се исто така носители на суверенитетот. Сега ги велат делови од народот, она што стои во преамбулата. Тоа треба еднашка за секогаш да го затвориме како прашање, ова што го зборувате, дали ќе видат тоа поединци, бидејќи ова е период на позитивна дискриминација. Ние македонците плативме за да албанците се влезат во институциите, значи и така натака. Ние го плаќаме тоа. Не го плаќа никој друг, бидејќи должноста наша како македонци е до 4-то деление да им плаќаме како малцинства. Која ми е поентата? Доаѓа период, дали ќе биде сега, дали ќе биде за 2-3 години, значи да се реорганизира македонскиот систем, бидејќи ваков каков што е тотално нефункционален. Сите проблеми, значи потекнуваат од таа дихотомија во уставот. И ова што го, значи никој не сме. Јас дури ве поддржувам вас, мислам дека нема и точна бројка колку ево да речеме точна бројка на власт има ли во Македонија? Има на пописот 9601. Да, 9000. А колку се вработени во државна управа? Нема. Така, ама согласно рамковниот треба да има значи синхронизација, колку се во државата треба толку. Имаме прескокнуваме цело време, значи како нација, како држава ние треба еден чекор понатака да одиме. Во развиените земји се дава процент на луѓето со посебни потреби, не само по етничка основа, значи луѓето со посебни потреби да работат во државна управа. Да. Значи ние него ни знаеме тој процент. Дури за некои такви групи има и во некој парламент има место, кај што представник, да. Представник има нивни. Значи доаѓа време покрај тоа да го редефинираме и правосудниот систем и многу односи, бидејќи ние сега имаме устав како што имаме 35 години. Значи, мислам дека се 10 измени на уставот. Јас не сум стручњак по уставно право, но имам одредени познавања и треба да ги собереме овие, значи, луѓе кои се уште ги имаме по уставно право и да ги прашаме да ни дадат некоја насока. Да, но знаете, тоа тешко оди, господин Менкировски, бидејќи кај нас знаете како е, мнозинство треба двотретинско па да се согласат. Видите, значи не оди тешко, јас се гледам министерката за образование, што е главно проблемот кај нас, укинува некои институти кои ништо не работеле. Легитимно и правилно, значи за министерката за образование, но она што мислам дека е тие институти се створени да бидат сервис на влада, на други организации, на пример за водите. Значи тие кога ќе имате таков институт за контрола на водите, тој треба месечно да даде некој извештај која е состојбата во Македонија. Ние немаме, ние имаме и такви институти, луѓето одат на работа или не одат, земаат пари, а не даваат никаков прогрес и никако не ви сервираат вас на новинарите, значи што е дури во многу пати сме во заблуда како јавност, значи дали водата е загадена, не е загадена, на кој начин ние да ги, значи потребно е тие институти да си работат својата работа. Што ми е поентата? Ние како општество, значи пропуштивме да инкорпорираме во целокупниот систем, значи луѓе кои речеме читав една книга од
мислам дека е Душан Петрески, бившиот Председател на комора. Председател на комора, феноменална книга. Значи, тие луѓе требаше да бидат советници, не некои анонимуси во Македонија. Дали новиот премиер, дали на другите. Значи, ние имаме потреба од такви луѓе. Тие луѓе треба да се повикуваат. Значи, тие може да ви кажат најдобро. Затоа е тој систем на апанажа во светот. Не апанажа за да седи дома и да прима плата. За жал, не го инкорпориравме тоа знаење години наназад, ниту една влада не покажа доблес да ги повика претходниците, да ги праша, да научи што работеле, да добијат вакви информации. Ние имаме недостаток од тој дел. Поентата, која ми е главната поента, да, треба да го реорганизираме системот, но треба да знаеме каде ќе одиме. Бидејќи сметам дека сега лутаме во Македонија, значи немаме ние повеќе би рекла зборуваме за некаков цело време работите ни се движат низ некаков компромис, што и да се прави, и тоа многу придонесува за тоа она што вистински го сакаме, понекогаш мора да се прават тие политички компромиси за некакви договори, прво рамковен договор, па преспански договор, и премногу сме фокусирани на некои такви ситуации, а она што е суштината на функционирањето на системот, мислам дека е во втор план. Да, барем така изгледа. Ако ми дозволите. Кајнес мислам дека многу, значи, ова што на почетокот го кажавме, бидејќи во политиката не влегуваат авторитети, останува прв парламент кој влегува авторитети, кај нас една лага, значи само се мултиплицира, една глупост се мултиплицира. Кај нас партиите треба да има заеднички став не за Европска унија, не за НАТО. Туку требаше да имаат за владење на правото, почитување на основните човекови права, значи и демократски принципи. Тука требаше да се согласат сите партии. Тоа требаше да бе значи условот без кој не се може да се оди понатака. Дали ќе одиме ние во НАТО, дали ќе бидеме неутрална држава. Значи тоа е веќе друга тема. Кај нас не успеа политичките партии после 35 години да се договорат за овие основни принципи. Значи не можете вие да немате консензус за владење на правото. Значи вие имате Републички судски совет кој казнува, а не наградува. И имате проблем во Македонија, имаме навистина големи проблеми, кога, да речеме, некој судија си работи работата, а има и такви суди, ако е 2%, значи суди кои си работат, па треба да ги наградите. Имате суди кои не работат, треба да ги казните. Значи принципот на морковот и стапот. И тоа се случува. И никој не го мери. И ние немаме дебата за тие во парламентот работи. Не може, например, луѓе, да, тоа е работа на вас новинарите, но не може, значи треба основата, суштината, а гората, значи да е во парламентот. Тие да зборуваат за овие работи. А не, јас зборувам цело време политиканството е во преден план, не дебатираат за суштина. Да додадам на ова, значи убаво детектиравме, значи немаме консензус, речи си по ниедно прашање, или консензусот и кога треба да го направиме, го правиме во 12:05. Значи кога ќе не стиснат до зид странци, значи сведоци сме 35 години, еве сега во И такви избрзани решенија се покажа дека не функционираат баш како што треба. Да, во предвечерието на одбележувањето на 35 години независна Македонија, да ставиме едно салдо да видиме што сме направиле, на што имаме консензус ние во Македонија и како сме ги направиле. Еве само да ве потсетам, ние имаме долго паметење. Значи 2001 на нас ни се случи и ние направивме некаков консензус со албанците, така? Зависи кој како го гледа. Да, али на крај тоа е преточено во рамковен договор, во уставни измени. Не, сакам нешто друго да кажам. Дефинитивно не заврши, мислам дека духот на рамковниот договор Сакам нешто друго да кажам. Како дојдовме до тоа? Ние премногу сакаме да отцрнуваме ликови во нашето обкружување, па на Васил Тупурковски во 98 година душа му извади политичката сцена во Македонија, што ВМРО, не знам колку СДСМ, со најавата и визијата за консензус национален со албанците, да се македонски консензус, па национално договарање, помирување со албанците и правење држава. Историски договор со албанците, Историски договор, така се викаше. Да. И сега, во 98 година, тоа беше тргнато најбрутално од дневниот ред, за во 2001 ние преку војна да го направиме тоа што човекот го кажа. Е сега, колку такви ликови во колку сфери се отцрнети во Македонија. Значи, во политичката сцена во 90-тите Тупурковски. Зад него одма политика.
ВМРО, СДСМ. Два краја. Ово игра за овој, ово игра за овој. Ово за левица што го кажавте сега. Сега не го слушаат оние Пасиев што збори, него едниот работел за СДСМ, другиот за ВМРО, ово им зима на секои избори уште по 20.000 нови гласачи. Значи во тоа. Значи толку сега треба да се размисли малку околу таа работа, меѓутоа ај сега да не ги учиме, да не им правиме консалтинг бесплатен на политичките партии. Имате вие во бизнис секторот, на пример. Еве сега ќе земам едно прашање што никој не го гледа на ваков начин. Ние имаме проблем со Бугарија. Тој проблем, бугарите велат дека е тоа проблем на Македонија со Европска унија, така треба да го решаваме. Меѓутоа, ние сите знаеме, и бугарите знаат, и ние знаеме дека еден ден, а тоа можеби и се случува, политички, ние треба да разговараме, да правиме атмосфера на некаков тип на договор. Јас се сеќавам за македонско-грчкиот проблем, атмосферата до договор Заев у Преспа што ја потпиша и Никола Димитров, атмосферата се правеше цели 10-12 години. Па колку само делегации на Стопанска комора, новинари, бизнисмени, политичари одеа во Атина. Значи, се до 12 години ќе го решиме со. А не, тоа треба кај нас побрзо да оди. Меѓутоа, проблемот е што тука ништо не се прави. Значи, едно од работите е, например, бизнис релациите помеѓу Македонија и Бугарија. Па мислам дека добри се бизнис релации. Па бизнис релациите тоа на поджито што го гледаме. Меѓутоа, зошто ние во Македонија оцрнуваме, се занимаваме со кариерите и животите на разни деловни луѓе, бизнисмени? Еве последните 4-5 години се занимававме, не знам, со Кочоан Ѓушев, на пример, се занимававме на еден друг начин со него, на тој што на нас ни одговара, најлесно е, најмалку труд треба, најмалку мозок треба за таа работа и сега ќе збориме, ние ќе шлапаме тука по медиумите, на пример, а не гледаме дека човеков има заеднички, и то сите го знаат, ја не кажувам ништо ново. Значи човекот има инвестиции во Бугарија, заедничка фирма, голем енергетски гигант е со Бугарија, може да направи, мислам, во Бугарија, па може да направи. Сакам да речам, може да стигне и до некои други нивоа на бизнис политичка ситуација, па искористете ги тие луѓе. Па имате еден куп бизнисмени од тој тип, од оваа екипа од 10-15 бизнисмени. Имате фабрика на Илија Гечев, кавадарци во Бугарија. Имате операции на... Тука има исто бугарски компанија. Не велам дека нема. Зошто тоа не се афирмира? Зборам сега, се обраќам пораката до владата. Владите треба тоа да го прават. Сега за волја на вистина владата на Зоран Заев правеше малку поише такви работи. Оваа влада сега ние се конфронтираме со Бугарија цело време. Ако се конфронтираат политичарите? Ама тоа ја труе целата атмосфера. А ние па медиумите на тоа долеваме сега масло и сите тие работи. Сакам да речам, треба позитивна енергија. Значи во тој дел, ако сакате еден ден да го решите прашањето. Да, па во тој контекст, да. Не можам да се согласам со вас. Ајде, господин Менкиновски.